Информацијата стои дека тој локал имал капацитет од 200 луѓе, газдата тврди дека имало 400, МВР тврди дека имало 700, а самиот така АЦ Лукас тврди дека имало 2000 дури. И сега ние не ја знаеме точната бројка, но очигледно дека таа бројка е надмината. Понатаму се тврди дека било прекршено законот за забрана за пушење, дека имало малолетници, нели бил надминат капацитетот. Сега проблемот тука настанува кога го привеле АЦ Лукас, го привеле затоа што тој немал дозвола. Сега ако ние за дали ќе се пуши внатре или дали ќе се преполни капацитетот, треба да почекаме да почне концертот, органите морало да знаат дека он нема дозвола. Што значи ако надлежните институции. Да, апсолутно. Инаку не ја набавил онда дека почнал концертот, што значи ако знаеле они на време дека он ги нема сите потребни документи, тој концерт немало ни да се одржи. Значи ние повторно се ставаме во ризик да имаме вака преполнет капацитет и негде пола саат пред крај имаше и рација и во Кочани, нели, само таа беше за дрога, не беше за нешто друго. Исто негде пола саат, ова како некоја пракса излегува, пола саат пред завршување на концертот, што значи сега какви и да се законските прописи, пута 10 од тоа ние треба институциите да се на штрек. Секој концерт колку и да е мал, во кафуле, во отворено, затворено, колку е мал, на тоа каде и да е, треба да се во мал град на тоа мислам. Пута 10 да се заострени и на најмала неправилност да се реагира. Значи требало уште у старт овој концерт, ги нема пејачо документите и готово концертот не се одржува. Ние сме можеле пак, значи буквално пред да влезат полицајците, пред да го соберат сцена да му стат листи да го опсати тоа, сме можеле да имаме повторно некоја слична ситуација со 500, 600, 700 луѓе во некој мал простор. Тоа е работата. Да.